Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во ова попладневно издание од емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. А она за што ќе зборуваме е нешто што многу пати и со години наназад е и тоа како битно и клучно за општеството и за државата, а повод е всушност неодамнешното или попрецизно во вторникот ставање на црната листа од страна на Стейт Департментот на градоначалникот на Струга Рамиз Мерко како неподобен за влез во Соединетите Американски држави поради негова, како што се вели, вклученост, инволвираност во значајна корупција. Амбасадорката на САД Анџела Агелер изјави дека, цитирам, ова го правиме на глобално ниво за да го поттикнеме владењето на правото. Ова е клучниот момент од темата и од состојбите воопшто, продолжувам со цитатот, и да им покажеме на оние кои работат на одговорност ширум светот дека ја имаат нашата поддршка. Амбасадорката укажа на тоа дека ставањето на црна листа се однесува на индивидуи, на нивните семејства и можноста за слободно движење, особено неможноста да влезат во САД, а по однос на тоа што треба да има, односно што треба да преземе владата во ваков или во вакви случаи, е всушност и одговорот на прашањето каков ефект воопшто и има црната листа на САД. Имено, амбасадорката Агелер вели не може да сугерира, ниту да предпостави што треба да преземе владата. Цитирам, институциите се наред да одлучат дали сакаат да дејствуваат. Името на Мерко не е единственото што се разгледува во Вашингтон. Денеска пак имаше пресконференција, предпоставам дека ги проследивте заклучоците и на Државната комисија за спречување на корупцијата. И тие пак излегоа на пресконференцијата го презентираа следново, и тоа токму претседателката Билјана Ивановска, дека во случајот на Мерко има ситуација на заталкување на предмети против него, дури еден од нив и исчезнал, го снемало од судскиот совет, а како што изјави таа се погрижиле за тоа и обвинителството за организиран криминал и корупција, ОЈО Струга, председателот на Основен суд Струга, одделот за вештачење во МВР, владата, вице-премиерката за добро владење, која зафатила време со испитување дали Мерко прекршил кодекс за добро владење, во ситуација кога, како што вели Ивановска, ние не го пријавивме него за кодекс, туку за корупција. Со други зборови, ниту една пријава на ДКСК за кривично гонење не завршила ниту со обвинение, а камоли со пресуда. Всушност, антикорупцијска изнесе тврдење дека во случајот на Мерко го штителе и обвинителството, и судот, и судскиот совет, па дури владата и МВР. Ова е, значи, велам, од антикорупцијска. Доаѓаме до суштината на темата. Не е, впрочем, името на црната листа, не се ни сите. Со оглед на тоа што е и Груевски, и Тачи, и да не ги именуваме, и Сашо Мијалков, се едно предходно ставени. Зборуваме не за поединци, не за индивидуи, туку како што честопати зборуваме колективно, овие се вакви, оние се такви, овие се лошите, овие се добрите, а не сме во право, етикетирајќи цел етнитет. Така би требале сега да зборуваме колективно за општите права, за доброто на државата и за општеството, односно за владењето на правото како најважен фактор на стопанскиот развој и на тоа колку општеството е воопшто богато. Колкаво е, во зависност од тоа колкаво е нивото на владењето на правото, зависи и перспективата, просперитетот на општеството. Таму каде што нема владење на правото или е нарушено, тие општества се и сиромашни и неразвиени. За жал, Македонија е некаде при дното на скалата, дури во регионот, не одам пошироко, кога зборуваме за владењето на
правото и тоа е секако не само сериозен проблем, туку и клучно обштествено прашање за сите, велам. И за сите етнитети, односно сите кои живеат тука. И во таа смисла е многу посериозно од она што го укажува Стейт Департментот, а по кои се кренаа на нозе сите. И обвинителства и слично. А гледате дека, како што еве констатира Државната комисија, дека ниту една пријава воопшто не е завршила со обвинение, а камоли со пресуда. А што е сега се во ова? Или не знам и реакцијата на ДУИ, така и тие се фрапирани, бараат сега ветинги и слично. Па како, не знаеле? Ништо. Неверојатна умешност на Мерко или што? Ево прашање. Затоа велам, всушност не е воопшто ниту толку не би требало да биде клучно ставањето на листа за ажурноста или неажурноста на институциите или уште полошо она што го сугерира антикорупцијска, кој кого штител, институција до институција. А зборуваме за всушност локален представник. Значи резултатите ни се катастрофални и покажуваат дека во овој момент во Македонија можеме да кажеме не постои систем на владење на правото, туку систем на вмрежена корупција. Ако е вака како што вели и антикорупцијска. Вмрежени институции кои треба да се грижат за владењето на правото и всушност со таква мреженост не постои ниту најмала гаранција, предпоставка за остварување на правото на сите граѓани. Ете, за сите сега да зборуваме. Туку, за кого постои? Само за привилегираните и за оние вмрежени групи кои ги контролираат клучните системи и клучните сфери. Проблемот е, повторно, најмал проблем е тоа како им е ним и дали успеале условно во животот и финансиски се, не знам, добри и така натаму, туку што таквиот систем нема да обстане долго. А тие се сепак малцинство наспроти мнозинството во државата, а тоа се сите граѓани. Значи, следниот чекор е слом на постоечкиот систем и тоа и во економска и во политичка смисла. Ако не се средат работите на институционално ниво, особено велам по ова што антикорупцијска го укажа. Така да, воопшто и околу евроинтеграциите, ниту според ова сме ниту почнале и ние, не со преговорите, туку со подготовка, ниту пак тие можат да ни помогнат, ниту САД или било кој со ставање на имиња на црната листа. Туку клучниот поттик мора да го дадат сите граѓаните. И тоа со избор на извршна власт и со контрола на институциите. И тоа е безкомпромисно. Така да во тој контекст е темата дека се чини имаме ситуација не на поединец, туку на заробено општество во коруптивни интересни мрежи. И нема никакво друго решение освен да се на било кој начин, и тоа преку граѓаните, преку сите механизми легални, врати отсутноста на владењето на правото како непријател на човековата слобода воопшто. Така да, затоа велам, тоа е најмал проблем се тие. Проблем е штетата која се нанесува и на општеството и на сите други. Може ли со други зборови да се спаси она што останало, ако останало од владењето на правото, каде што очигледно криминалот е појак од правото, каде што е се друго поважно од државата. Како да се ослободи општеството, затоа и во темата наведов од тие коруптивни мрежи со оглед на таа очигледна вмреженост, сега и тоа е популарно со интернет и слична мрежи, вакви такви, еве една неверојатна вмреженост, но во една тотално негативна, деструктивна насока по општеството и по нејзините граѓани. Тоа е темата за која зборуваме. Ајде, отиде доста време, но е и повеќе од обширна. 60-91-924-925 се телефонските броеви, да почнеме со вашите размислувања.
ја отвораме и официјално емисијата Очи во очи. Добар ден за првиот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, вие сте, да. Благодарам. Па ни антикорупцијска, ни било која друга институција не може да делува на вакви личности кои што се длабоко заглавени во тој коруптивизам. За мене, значи ако сакаме тие лица да не бидат толку коруптивни, треба да се донесе закон во кој што ќе се каже не може личност која е на одредено место, која што постои можност да биде коруптивно корумпирано во секој, да не може да остане повеќе од 4 години. Значи, со тоа што нашиот мер околу 20 години раковори со струга, каде што значи сите ги има ставено во рака, каде што на сите на некој начин дали тие побарале од него, дали тој побарал од нив, да се направи некаква услуга и во струга има толку нелегални објекти направено, значи коруптивни работи. И за еден градоначелник кој што толку години владе, направил толку прекршоци, одреден број од тие прекршоци се уочени и е на некој начин укажано, но нема сила никој, значи, да земе тие прекршоци што ги направил, да ги санкционира. За да ги санкционира, значи, треба тој господин да нема, значи, таква власт, а он има за со неговото долгогодишно владење, сето тоа си го зидал, го градил, го направил и во струга он е Бог, он е Господ, он е све за струга и за стружаните. Само на тој начин, значи, он обстанал тамо, ги прикривал сите негови недела, па дури, значи, досега не е ниедно од тие дела процесуирано, меѓу кои има и едно дело кој што пред 5-10 години, да речеме, причинето. Така, благодарам за јавувањето и поздравувам. Истече времето. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Ве поздравувам. Видите сега. Јас сакам да ви реплицирам, синоќе, но истече времето. Аха, добро, повелете, да. Видите сега, тој железничарот многу ме навреди мене и бранителите и тие колеги што ми изгинаа во Вејце. Па како него е срам, бе, ние сме биле бугараши, бранителите. Каков Лупчо, каков Деа, каква Ција, какво Кале, бе, што зборува тој, бе? Дали е тој присвез, бе? Абе, тој не треба уопште да се јавува, бе. Требаше оно да го исклучите. Па каков срам е тој на Македонија, бе? Едно свеќе не запалил таму над бранителите, бе. Не направи бугараши. Јас како сум отишол во странство, со виза прв пат отидов. Како него е срам, како бугарски пашос, какви бакрачи, бе. Од такви хиени како него не бива ништо. Затоа народот си бега од државата. Срамота е, бе, Исове, срамота е, бе, до кој дереđe стигнавме, се прави Македонец. Што е тој муслиман, македонец, христијанин, што е? Ром, што? Нека се произнесе. Абе, срамота е, бе. Ние бранителите сме биле бугараши. Лупчо Ѓорѓиев ми го спомнува. Што ме интересира мене за Лупчо Ѓорѓиев и Бранко Црвенковски? Сме се бореле за оваа држава, сме дале крв, пола колеги ми изгина. И тој овде ќе ми кажува зашто сум бил во странство. Од такви како тебе напуштив државата, бе, момче. А тебе ти испуди од работа, од железници, ни шефот те не кеше, ни колегите. Чекаш пензија, немаш пензија, унататко ти станот живееш. Срамота. Добро, но смирете се, да. Добро, немојте да... Срамота, Исо, срамота, иритиран сам од такви небулози што се шират по телевизија. Како тоа? Некој ако не му чини, ома погараш. Немојте така, бе, срамота, бе. Такви треба ома да се елиминираат, бе, да сте чистат од телевизија, бе. Глупости на квадрат. Ве поздравувам и со бидите, ми поздравам. Поздравувам, не се нервирате, немојте да излезете од таа некоја рамка на нормална комуникација, не заради друго или не само заради тоа дека не е во ред, туку и за да ги објасниме работите на овој начин, еве и со ова ваше јавување можеме да сметаме дека ги демантирате, негирате сите работи кои сте доживеале, дека ви се припишале вас и
Затоа велам, со разумно, цивилизирано разговарање, аргументирано можете тоа да го направите. Значи, заклучувам, еве, ги демантирате, ги негирате, сето она што сте почувствувале дека се однесувало на вас како, не знам, карактеристика или полен сфера на делување и на интерес и ги отфрлате сите тие работи како целосна невистина. И ете, во реде, мислам, се јавивте лично и го демантирате тоа, и да не затоа го продлабочуваме јазот без потреба. Добар ден, повелете. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ајде, Повелете, добар ден. го оправдувам малце човекот што беше револтиран, бидејќи точно така е. Против Македончето, не знам дали ќе се роди друг Тито или друг Гоце Делчев да му прави држава. Иначе уште за 15 години, да не се многу, ќе не снема. Ајде додам на темата. Како може општеството да се ослободи од коруптивните мрежи? Кога би дошле во СДС, во ВМРО, во ДУИ и во сите партии кои 30 години би дошле други млади деца кои нема поќе да велат чекај бе, ова Исо беше од ВМРО, Петре беше од СДС, але тој беше и врана со врана не си вади очите. Наидување на млад бран, на луѓе кои ќе работат и се ова да осудат, без разлика ги спомнав сите, значи само така можеме. Иначе што? Еве, нека дојде ВМРО на власт. Што мислите вие, ќе го судиме Зајаковој? Не, брате. Или било кој, или не. Сасвим други деца, млади, кои немаат врска досега, кои не допреле до оваа работа. А со овие само ќе се јавуваме и ќе кажуваме, реков, врана со врана, не си вади очите. Нема шанса. Истото ќе биде. Исто и второ, многу се навлезени во и ако ги гледаме ние дека онде се кара, веќе почнувам да сваќам лично јас дека тоа е по договор, тие се гушка. Јас знам еден многу добар пример, уште Љупчо Георгиевски кој беше на власт. Кога го прашав еден, реков, вие со СДС ќе си извајте очите, не види Будова, рече, ние заедно патуваме на седници, рече, како ќе си извајме очите. Тоа е фарса за народот. Нови луѓе, ново нешто, нова држава. Ништо од овие. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Видете вака. Оваа црнава листа е пуштена не случајно сега во овој момент како амортизер да биде меѓу Бугарија и Македонија да поминат уставниве измени. Ништо друго. Тие ако сакаат овие арамите да ги соберат, за 24 сати ќе ги најдат дома, ќе ги соберат, ќе ги спитат што како има, не да кријат пријави таму тужби, мужби ги кидат, ги фрлаат, застаруваат. Тоа апсолутно. Еден вика, јас сум, како рече, Титов македонец. Па Черчил бил крив за Македонија. Черчил пусто што прави за Македонија да ја снема во Егејскиот дел, а не Черчил ја напел Македонија. Тој што рече дека е Титов македонец, тој е татарски македонец, не Титов. Тој глуда по србите биле виновни, србите, не бугарите. Тој е окорен бугара, живе во Македонија и плука по Македонија. Како не се застравува возрастен човек? Па од такви ние страдаме државава. Зато вака ни оди. Подхитно нови избори да се направат, овие што се сите обележани, сите што има пари незаслужени, било на сметка, било што направиле, све да и се испита од корени, да се отземи, а не само да се блуе по телевизиве и пова. Ова антикорупцијска комисија, и друг пат сум ми рекол, таа е комисија за стари приказни, што дават на телевизија. Каква функција има таа? Или ќе пресушира до крај, или не само ние евидентиравме. Прија можам да излезам на улица, да викам уа, ќе евиденција ќе направам и што од тоа? Ќе застаниш на браникот, ќе потераш, во судот ќе бараш, се покрева, не се покрева. Има начин како да се работи. Само народов предбере
Да, ви благодарам, ве поздравувам, но ДКСК како институција во рамки на своите ингеренции нема право да покренува обвиненија. Јас затоа и спомнав од денешната презентација на пресконференцијата на ДКСК дека ниту една пријава која ДКСК доставила пријава за кривично гонење, а повеќе доставила, има и од 2019-та, ако не се лажам, не знам, и за порано можеби, не завршила ниту со обвинение, а камоли со пресуда. Значи, таа не може да покрене обвинение, ниту да суди, но пријавила за кривично гонење. И во таа смисла ја излезе денеска со тој став дека во случајот на Мерко, гоштителе и обвинителството, и судот, и судскиот совет, дури и владата и МВР. Сега ние можеме да зборуваме, јасно и што спомна гледачот, уставните измени. Тоа е факт дека се во сенка уставните измени по осознанијата за корупција, особено овие изјави, ставови на антикорупцијска, на ДКСК, за таа вмреженост на клучните институции, други ни нема веќе. Мислам, што, образование ли да го штити? Што сакате? Обвинителство, судски совет, судови, влада, МВР. Тоа го вели антикорупцијска. И без оглед на тоа дали е амортизер сега ова за уставните измени, како и да е, ваквите индиции да не е вмрежен или вклучен па ниту една од овие институции се сепак поразителни. Уставните измени секако остануваат како и да е, и ете најнова вест или од денеска е дека ќе се најдат пред собрание во текот на јули, ако не се лажам, до крајот на јули. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, добар ден. Почитам родител, добар ден, Диме од Скопје. Добар ден, повелете, ве поздравувам. Јас вака да ви кажам, пред викендов, знаете што пијам во моментот? Джус. Браво, браво, убаво. Не лимонада, американска лимонада. Просто се- ти се рехидрирате се, јас да. си пијам Освежувате, да. джус и сега ќе правам коктел. Ке си ставам малце... Има оно еден руска македонски водка, пијалок, вели, освежува и зближува, и вие може со лимонадата се зближуваме. Така и ме расположува. Така. Така да, американската лимонада, просто тилкот нека го тргне на за секојаш на страна. А пазете, беше кажано многу одамна, авионите, овие комерцијални цивилни, ни пуштале отрови од озгоре. Помалам какво размислување и сега не вреди. Јас се соживам целосно со нашиот сограѓанин што се јавува од Холандија. Се соживувам целосно. Значи, буквално, како да сум неговиот карактер. Има право човекот така што се вознемирува. Ова бидува нераздиблива. Видете да ви кажам, јас сум на мислење дека антикорупцијска комисија е девалвирана во однос на задачите што ги обавува. Мене не ми е јасно, не сум млај, пазете, значи само аргументи, факти. Американците сега што го прават. Значи, аргументи, факти. И сега ја како ќе кажам, не, еве ти го папирчето, А4 формат. Тоа. Ние до Лаверски го заборавивме како се врати од Белград. Заборавивме, господин водителу, она матка како ни ја зема езерото со платформата. Па на реизот внукот дојде со пиштол таму, тука и ги решава проблемите. А од таа страна на езерото читава населба на дивоградби. Ќе се стави крај. И Уставот има точка со извичник. Пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, повелете, добре дојдовте. Па вака Исо ќе постат. Апаш, криминалец, лопов, од еден па и поише се. А корупција е од двајца па поише. Точно? Така, Исо? Да, од слушам. двајца поише корупцијата е правата. Да. Добро. А како да се ослободи општеството од коруптивните мрежи?
Треба граѓаните да мислат како да се ослободат од партииве. СДС, ВМРО и ДУИ. Они ги направија коруптивните мрежи. Они. Сите институции ги направија коруптивни. Инсталира по институциите 350.000 гласачко тело фактички дневно. 350.000 се. Од 600 и нешто Македонија што има запослено, 350 се нивни. И што чекаш? Држава чекаме ние? Не, каква држава? Не. Да гледа граѓанинот да се спаси од овие партии. Се спасили од овие партии, Македонија може да живне. Мерко, знаеш колку ги има? Еден куп. Од ВМРО, од СДС, еден куп. Сега знаеш како на Видик мисе? На Видик новиве градоначалници, како стануваат исто? Слушам, у Демир Кисар како работел, овој у Кисела вода како работи, што работи, све ги гледам и ги посматрам. Све исти стануваат, исти. И не можеме ние Македонија како држава да просперира. Немаме луѓе. Едино тело здраво до сега е Државната комисија за спречување на корупција. Ја највише цен. И Transparency International. Другите никој. Тие мисла за... Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам, да. Ајде, поздрави господин Судотеле, поздрави до вашите гледачи. Повелете. Па темата си ја погодил точно, дури поважна е него уставните измени, да ти кажам право. Во овој момент и во годините наназад. И ќе кажам неколку работи, бидејќи се кратки 2 минути, додека почнам, па да завршам, така да нема доволно. Од оваа тема треба повише време да се концентрираш и да кажеш поединечно. Јас ќе кажам на почетокот дека на планетава нема некорумпирана држава. По индексни поените знаеш дека беше Финска со 85 и Нов Зеланд најнекорумпирани со 85, ние бевме со 37 поени, значи некдека на половината од тие 140-150 држави кои беа фатени во таа работа, ние бевме околу средината. И ќе кажам дека корупцијата ќе продолжи, меѓутоа вакво темпо корупција, вакво криминал, тежок, без разлика партиите, се виде социјалдемократ, значи го ВМРО запамне кои беа корумпирани вамо таму, сега ќе се види и од другиве, мислам дека секако има и од тие, и од СДСМ, и од ВМРО има корумпирани. Тоа може да се среди на следниот начин. Секој што ќе се фати да биде корумпиран, мислам да се открие. Дали се открива обвинителството по материјални докази, ова го направил, значи не можам да за толку минути да кажам секако што треба. Меѓутоа, мислам дека ќе ни биде јасно на сите. И не сакам подршка, но јас не сакам ни да ми реплицира, некој не на кого реплицирам. Секој што ќе се фати, сето тоа што го корумпирал, што го земал, треба да се одземе, треба да се одлежи доволно затвор да не му текне више или на функција више тој никогаш. Значи, ова го зборувам вака на прост начин, за да сите ме разберат, бидејќи некој од градот може би не ги разбираат овие работи, јас што ги кажувам, меѓутоа сакам да бидам јасен. Благодарам. За мене беше јасно. Ве поздравувам. Повелете и во друга прилика. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво, повелете. Значи, ова само се решава со еден начин. Значи, све на хоси да се испобртат сите овие амбасадори тука, америчка амбасада од тука да лета да ги нема, британска амбасада да ги нема, значи сите западњачки амбасади да ги нема тука и да дојде тука другарни Владо Путин и да стави знаме тука так и да рече ова територија сега ја командам. Само тоа е мајката, ако сакаме ние да се спасиме од овие корупции, компрометации, чудеси. Тој расипан Запад ги направи овие работи, со тоа што им дозволяваше да дивеат за овие 30 години, овие досегашниве и идните може лидери кои и партии нивни, значи све комплет, кои само разградува, кои не градеа, него само уништува, деградира
до теа здравството до никаков степен, не дечкото умрел, како се разбрав. Тој Кико, како го викаа дечкото. Не е ни битно. Значи, сите тие работи, само на квоци овие евроамбасадори, да не им дабат подршка више никад на овие ваквиве, а и овие до сега што Хара подржава, сами ќе избегаат од тука. Ја не викам дека Путин е некој цвеќе за мирисање, али веруј ми, ја сум сигурен дека многу повеќе ќе владее правдата за обичниот човек и животот ќе му биде многу подобар, подобрен него со овие сега што владеат под закрила на Америка, на Европска унија и на Британија, бидејќи сите овие масла тука што се ставани, трочени, зачини, запршки, какви ли не брашна, црвени пипери за да се направи запршка. Така, истече времето, ви благодарам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден и со поздрав за тебе. Благодарам, повелете. Па темата и не е баш нешто да ми се допаѓа. Некој пие џус, а Кико почина ради нефункционалност на државата. Уште еден млад живот изгубивме. Граѓаните собраа околу 70.000 евро и ама касно беше. Ама ние се занимаваме со други теми. И кој го крсти корупција не ми е јасно. Корупција е едно, ова е грабеж. Имаш гледано којбојски филми, го застануваат возот, го ограбуваат возот и пријатно. И на телевизија 24 се актуелни во оној филмски термин, ако гледате во изминатиот период. Може да се научи нешто од којбојските филмови. И од другите филмови нешто може да се научи. Приметуваш дека сега за Бехтел и Енка не се збори? Се збори за Мерко, а Мерко ти е една капка во океанот. И од другите филмови што може да научиме? Знаеш, сака да ограбат банка, на другиот крај на градот ќе фрлат некоја бомба, тамо ќе направат некоја беља, сите полицајци натаму, овие на другиот крај ја плячкаат банката. Ова нешто на тоа ме потсеќа мене. Така. Се заборај на Бехтел и Енка, Мерко е сега главна тема. А 1.600.000, 2 милиарди ќе отидат таму. И ние со Мерко се расправаме. Си има институции, значи државата, што не си функционираат, ете, да зака кажат. Еден куп обвинители треба да одговараат. Ние сега не гледаме што се случува, што ни следи, каков банкрот тежок државата ќе направат во должничка криза невидена во историјата, ние со Мерко се расправаме. Дори има ваков народ, тоа ќе ни се случува. И заслужуваат да им се случува. Се забораја и за уставните измени. Мерко е сега темата. Па нели им е јасно дека главната стратегија на овие одузба скренување на вниманието. Они две афери покриваат со тоа што ја вадат третата. Секој ден вадат по 3 афери, за да се забораат претходните две. Нели ја бидоа стратегијата до сега? Не можеш да ги стигнеш у аферите. Така, ви благодарам, но токму затоа еве и темата не е токму за да не се дефокусираме од генералните состојби проблематични, а и многу ги има впрочем, и да не се фокусираме на локална работа, во случајот Мерко како име, токму затоа воопшто ниту тој, ниту црната листа, ниту конкретна институција не е спомната во темата, туку е фокусот проширен, тоест ставене на целото општество. Корупцијата во општеството и тука ви е слободно, значи затоа ако мислите дека има некаде во било што, кажете го тоа, имајќи предвид дека имаме, и тоа е јасно, сериозен проблем. Дури и со тоа што по објавувањето на името одеднаш гледате сите се нанозе и обвинителствата и не знам пресконференции околу тоа и партиите и така натаму, а пред тоа до вчера никој ништо ниту реагира, ниту знае каде е што е воопшто. Велам, ниту знае. Кога станува збори за нив, гледате, секој се расправа со своите проблеми, во смисла судскиот совет не може да си ги реши проблемите внатре, а камоли надвор да решава нешто наоколу. Министерството за правда дали да ги решава во општеството проблемите или со судскиот совет, законски измени да ги распушти или не.
затоа што тие се гледате исто така во фокусот на станите неславни во изминатиот период, како највисоко тело во судството. Добар ден, повелете. И така натаму. Повелете. Сега вака. Да, бе, слушам. На црната листа себе да се постави апелациониот суд на чело со она Мери Дика која сега што е таму. И онај обвинител со е Сашо Рајчев, од обвинител Певе Јолевски, и него да го стави на црната листа. Значи, судскиот совет па да се земе на одговорност и тие се за црната листа, значи тие обичните граѓани ги осудуваат, а овие големите криминалци ги ослободуваат. И онај меѓутоа, как го викат, ги чуваше у фјока предметите на Сашо Мијалков и тие да се земе на одговорност од апелациониот суд. Значи, и исто така на основниот суд Кавараш Лазар Нанев и он да се стави на црната листа, значи, на чело со онај Сашо Рајчев, па повторувам, еден доктор има од Велес пензионер, кој се вика Филип Тодоровски, за цело време излегува важно сведочење против обичните граѓани. И тој е влезен исто у голем криминал. Филип Тодоровски се името му е. Значи, тој е поврзан со основниот суд Кавараш со Лазар Нанев и да се земат исто така на одговорност и тие да стават на црната листа. Исто и ова газежната мафија на чело со онај Азванов и онај Чифлиганец. Значи, тоа патот до успехот, каков успех, какви бакаци. Се и станат така тоа запучени у Скопје. После наталитетот се намалува, а се зголемува она лавајка и мамунди, значи. Наталитетот се намалува на луѓето, а се зголемува наталитетот на кучијата. И по тие закон да се свене таа лавајка, кој ќе дава пари, народ нема леп да јаде, они ќе ви прават. Така, ви благодарам. Суштината на проблемот со владењето на правото, односно коруптивните и останати, не знам, илегални, незаконски активности на високо ниво се во следново. Се на генерално, на глобално ниво во државата и се обидувам така и да ги анализираме. Не поединечно. Во контекст во кој, ако премиерот Ковачевски вчера, завчера, по однос на најавата на вработените од УЈП синдикатот за генерален штрајк, предложи, спомна да им биде проверен имотот, имотната состојба, и ако, да речеме, се покаже дека имаат диспропорција, да, добро сме ги откриле. Но ако е кај вработените така, а што е кај претпоставените? Што е тогаш кај оние над нив? Ако е кај вработените. Која е аналогијата? Токму тоа, да не се фокусираме на црна листа на поединечно име. Ако е, како што вели антикорупцијска ДКСК, прави поврзаност, вмреженост на клучни институции, од правосудството, безбедноста и така натаму, во случај на локалец, локален градоначалник, па тогаш и се покаже дека е така, а што е тогаш со сите тие над него? Ако има вмреженост на речиси сите институции, за кои треба да има, затоа реков, нема што здравство ли да биде вклучено за да го штити, не работи тоа со кривични пријави. Во таа смисла, ете го прашањето, не што правиме сега со името кое се најде на црната листа. Да, но не се најде името на некој над кого нема никој. Се најде име на локалец. И ДКСК укажува, велам, на вмреженост на институциите кои го штителе. И сега како го правеле тоа? Па не, него, а што е тогаш, ако е таа вмреженост за него, за локалец, може ли да се предпостави каква и дали ја воопшто има, ако ја има вмреженоста и во кој размер, обем, за оние што се многу над него.
Или само тој бил умен, па на локално ниво успеал сите да ги обедини и да прави што сака и да го штитат. Затоа, велам, темата е општа за состојбите околу недостатокот на владењето на правото, предизвиците, дали можеме воопшто да го спасиме. Затоа што тоа не почнало од посоченото лице на црната листа, туку стигнало и до него. Значи, не почнува од работникот во фабрика, во рудник, па да стигне до, не знам, функционерот. Туку одгоре до каде стигнало. Како бран. Добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Абе, не ли ви личи вас оваа антикорупцијска комисија на истражувачко новинарство? Потполно исто. Значи, ки излезат на пресконференција и толку. 30 години зимаат народни пари, никаква ефектива нема. Не видовме ни еден политичар барем да дојде до суд. Значи, а гледаме од опринци станаа милионери. Како не гледате како е тоа дриблање на народот, бе, луѓе? Значи, ДКСК треба до обвинителството да поднесе таму што треба и обвинителството кое е под команда на власта, политичарите, одлучува дали во фиока, дали ќе ги одбие. Абе, тоа е циркус, бе, како не разбирате што се случува? Значи, Мерко има 7 пријави, сите во фиока, кој позади фиока, кој ваму, кој онаму. ДКСК кажува, американците кажуваат, никакво обвинителството, никаква акција нема да го приведат. Дали гледате што ни се случува? Жан Митрев излезе на емисија, одма го инспекции му пратија, па го судеа човек. Како не гледате што ни се случува, бе? Дуи прави што сака, бе. Масакар не направи во државата. Како не гледате, бе, луѓе, каде живееме, што живееме? Циркус. Еден човек на таа листа на американците. Абе, тоа е илјадници се, бе. И како баш најдоа сега? И зошто чекаат, зошто не ја дадоа барем 10, 20, 50 души? Значи, се е тоа монтирано од американците, мачкаат очи, соработуваат со ДУИ, го омафтаат народот, само за да извршат притисок за овие уставни промени. Се друго е демагогија. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Ало, Исо. Добар ден, да, повелете. Да? Добар ден. Повелете. Човекот многу добро кажа дека Али Ахмети е поврзан со Америка. И за да се воспостави ред во Македонија, со вакви институции, со вакви судови, со вакви јавни обвинители, на свети никад не можеме да поставиме ред. Едино јас го гледам редот во нешто друго. Како што има во Иран, Ирак и натаму, значи да се воведе смртна казна, тоа е прво, да има бетонски бандери во секоја средина, односно во секој град, високи барем 50 метри, со ченгели, и судиите, јавни обвинители, да не бијат од Македонија, него да бијат од Северна Кореја. Тогаш може ред. Овака, ние што се збореме, тоа е муабет за попредок, што го викаме ние. Колку да не врви времето. Инаку ред никогаш, вака како што е. Не ЕЗДЕС, не ВМРО, кој сака нека биде. 100 Мицковски, 100 Заевци нека бидат. Еве Заев се наполни пари и си замина, никој не го чепка. Ова е договорена работа за Мерко. Да се замае народот и да се изврши индиректно као притисок за уставо да се отвори за албанците. Ништо друго нема од тоа фајда. Ја ви реков, значи тие двете работи се најбитни. Бандерите и смртната казна. Тогаш, кога ќе бидам јас забесен таму на таа бандера, кога ќе ме виде народот, да краде. Какво крадење, бе? Нема да помисля, не па да краде. Пари по улиците ќе има. Само без тие бандери и тоа, бе, молам. Пари ќе има купиш. Ајде, еве, истече времето, ве молам, значи, на вистина да не одиме со таков речник.
Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, да. Сега 2-3 недели ќе збориме само за Рамис Ремко, за Рамис Ремко, како Не се е викаше, Мерково не знам темата, и ја. тоа велам еве неколку Меѓутоа, пати. убаво, Да. Повелете. убаво кажа синојка сите ваши гости на ТВ Дуел, поготово Слајджана. До сега требаше Рамис да си поднесе оставка, а каде обвинителството да поднесе обвинение? Нели 6 има? Нели пред 2 години доставила антикорупцијска. Душица Мрџа убаво им кажа. Уште 2015 бил во времето на претходната влада бил градоначалник. Зашто не реагирале тогаш? Сега, Америка само е спомнуваат. А забораваат дека Америка, кога станавме самостални, дека прва помош ни даде. Забораваат дека Америка во случајов не е сама, дека и помагаат некои од Македонија. И доставише со тоа Америка, душман Америка, ова Европа не сака. Никој нас не сака. Ние самите себе не се сакаме. Имаше убаво еден кажа, македонците не се соединети, како албанците. Ви благодарам пријатно. Да, молам ви, благодарам и јас. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден. Исо, добар ден. Повелете, добар ден. На почетокот поздрав само до Пера од Белјаковци. Благодарам, поздрав. Другари, дали се сеќавате вие кога дојдоа талибанците на власт, како тие глупците, како нашиве глупци што крадеа тамо и малтретираа народ, покушаа да бегат од државата. Се фаќаа на крилата од авионот, бидејќи немаше доволно авиони, а нашиот Заев ги смести поединци во најлуксузните хотели овде. Мислам дека и тука зема пари Заев. Се сеќавам јас и на Хосни Мубарак, египетски председател, кој од 82 година, откако го убија нивниот председател, стана председател и поради корупција го носеа на судење во кафези како што се носат лавои, тигрои и така натаму. И беше осуден. Кај нас никогаш не може да се случи тоа. Само некој диктатор од Јужна Кореја може да воведе ред кај нас. Да се префрлам сега на ова прашањево како да се ослободи општеството од коруптивните мрежи. Исо, Да. ти си тука уредник. Тебе главниот газда кој ќе ти каже ова ќе зборуваш, ти мораш да зборуваш, иако можеби нема да се сложиш на тоа, ако сакаш да си ја задржиш работата. Ќе зборуваш, бидејќи газдата се плаши да не го затворат. А тука, како ние што сме поделени на едни, други и трети, така и самите телевизии се поделени. Да, ви благодарам, ве поздравам со таа разлика што спомнате, да, се плаши или има други интереси и така натаму, но се согласувам со тоа дека вработените се одраз на условно газдата во било која смисла, преносна. Така да во тој контекст и Мерко како еден вид експонент, тој не е клучниот. Како и да е, зборува за оние кои ги организираат тие работи, за функционерите, за политичарите. Така што во случај во кој вие спомнавте, да, но имате и таков газда кој ќе ви остави да зборувате како што вие сакате. Она што рековте уредник и во телевизијата се нарекува токмастер. Значи, за разлика од презентерите на вести, му се остава на доверба да зборува што сака во емисија. Затоа е пак и уредник, и токмастер. Ја има и одговорноста тоа што ќе го каже секако. Но зборува што сака. Затоа имате тогаш и поуспешна, понеуспешна фирма, фирма сателит, фирма која спроведува нешто, или држава сеедно. Или медиум за тоа. Но во секој случај заклучокот е тој дека е одраз огледало
состојбите во фирмата се одраз на директорот, не мора да е газда, на уредникот, се едно. На начинот на раководење на уредникот. Дали ви наредил да спроведувате, па тогаш ќе ги видите, сите новинари рецитираат исто како што сакаат. Или, не знам, јас си зборувам едно, колегата Огнен зборува друго. Со своји зборови, сакам да кажам. А не рецитирање. Ви благодарам за внимание, како што генерално и читаат и политичките партии, гледате тие сообщенија, излегуваат и значајно читаат. Ние не читаме, разговараме, дискутираме и го завршуваме ова дружење заедно. Ви благодарам и за вниманието, и за учеството, но и за довербата. Од следната недела, ете ви најавувам дека колегата Огнен Јаневски, го спомнав пред малку, ќе биде со вас во тој еден блок од следната недела, потоа повторно ќе бидеме заедно вие и јас. Останете со Телевизија 24 во продолжение Централниот дневник во 17 часот. Имајте секако добро здравје, добро расположение и пријатен викенд кој е пред нас. Довидување.